Ај си бе скапан, откако се вклучи на неотел, рајат нема од тебе. Само да се звонело. И кој е ефтино? Јас суцвам на интернет со брзина до 8 мегабита во секунда и даунлоуд до 1 терабајт. А сега имаме дигитални ТВ канали. Стакно сликата и. Затоа користете ги услугите на БТВ и НЕО. И плюски си поправиме муабет. Јавното предпријатие Стрежево од 6 до 22 мај склучуваше договори со земјоделците кои сакаат да користат вода за наводнување од овој хидросистем. По барање на Сојузот на земјоделци со одлука на управниот одбор се пролонгира рокот за склучување договори со земјоделците за наводнување до 12 јуни. Оваа година очекуваме пријавување на површини повеќе од 6000 хектари. Со тоа што очекуваме дека тој тренд на зголемување на пријавените површини кои го имавме од претходната година, кога во однос на 2013 година имавме за 15% поголема површина пријавена, оваа година исто така очекуваме зголемување на површините минимум за 15%, така да, како што спомнав, негде над 6000 хектари очекуваме дека ќе имаме обработлива површина со култури кои што ќе барат вода. Прошлата година го имавме проблемот со недостаток на количина на вода која што на некој начин ќе ни дозволеше комоција во годината на наводнување и сезоната ја почнавме со 67 милиони метри кубни вода. А оваа година сакам да информирам дека тој проблем го немаме, односно зацртаните количини на вода веќе ги имаме и во моментов имаме некаде околу 104,4 милиони метри кубни во моментот, а почетокот на сезоната планираме да го изведуваме со старт од околу 105 или повеќе од 105 милиони метри кубни вода, што ни дава една комоција во делот на сезоната за наводнување, меѓутоа императивот економично користење на водата, рационално трошење на водата повторно ќе бидат и како приоритет и контролите што ќе ги имаме на терен ќе бидат со акцент на овие работи што ги спомнав претходно. Владата веќе го продолжи рокот за субвенции за земјоделците, а по нивно барање дојде и ова пролонгирање на рокот за пријава за користење на водата. Временските услови од минатиот септември па се до ден денес не им одат во прилог на земјоделците, така што ваквите погодности ќе можат барем малку да ги намалат нивните маки. Ние го поздравуваме овој гест на хидросистемот Стрежево и се надеваме дека нашите земјоделци во наредниве 10-15 дена ќе можат да ги остварат своите следбени планови и да се посее се оно што е предвидено. Меѓутоа, за жал, на некои површини, посебно оние што е поплавени, со поплавите, не ќе може да се подготват за извршување на обработна сејдба, и многу површини ќе бидат преорани и од пролетната сејдба, сега што беа посејани пролетва, и од есенската сејдба, тоа станува збор за пшеницата и јачменот што беа запатени со водите на Стрежево, со водите од Црна река. Силјановски Пецо, земјоделец од Кравари, истакна дека услугите на јавното предпријатие Стрежево за наводнување ги користи со децении наназад. За неговите приноси во голема мерка е заслужно на временото водоснабдување и наводнување, а за својата површина од над 3000 хектари издвојува околу 4000 евра годишно за наводнување. Ако не функционира Стрежево системо, значи не функционира система за наводнување, ние како земјоделци едноставно треба да крениме раце и да садиме само пченица и то. Значи, јас како производител на пченка, значи не можем да функционирам и да обстојувам ако не функционира системот Стрежево. Во меѓувреме се санираат и свлечиштата кои настанаа по обилните дождови, а се санира и главното свлечиште на целото Драгарино, така што се очекува до крајниот рок на пријавување водата да се дистрибуира без никаков проблем. За повеќе годишните култури, како воштарниците, јавното предпријатие Стрежево уште денес ќе започне се испорака на вода за наводнување. Оттаму најавуваат дека годинава ќе има зајакнати контроли и ригорозни казни за лицата кои што нелегално ќе користат вода од хидросистемот Стрежево.